се полесно. Точно 11 часот. Јас се надавам дека за половина час ќе привршиме, но како и да е, тука сме за речта, па да ја послушаме. Јас повторно на некој начин трета сабота поред духот ме води во тој правец да размислуваме. Сеќавате, зборувавме за моќ, сила, власт, борба за прво место и суетата всушност на овој живот и на ова живење. Во сличен правец ќе продолжиме. Прво ќе цитирам стихови од една песна, од една моја поомилена група, која што на времето сум ја слушал 90-тите години, не знам дали некој сте слушнале, групата се вика Екстрим. Има една песна под наслов Политикаламити. Значи, спој на политика и каламити, знаете што е каламити, не? Беда, пропаст, несреќа и така натаму. Или јас би рекол политичка беда. И видите како одат зборовите, интересно. Значи, тие групи со јаки гитари, нагласен ритам и така натаму, и силни вокали, сепак правеа текстови кои што на некој начин, поради незадоволството нели во општеството и така натаму, правеа текстови кои што можеме да ги искористиме дури и во една ваква тема денес. Послушайте од текстот на оваа песна, значи Политикаламити. Војни и гласови за војни. Ова се стиховите од Матеј 24. Никој не знае зошто. И навистина може човек да се запраша зошто војни, зошто толку војни. Никој вели не знае зошто. Играчки и војници. Војниците навистина се играчки во рацете на политиката и политичарите. Распоредени на некое далечно тло, господари и владетели, уништете го дипломатскиот однос, комунисти, диктатури, демократии, лицемерие. Не прашувајте што може да стори вашата земја во зоолошката градина на една светска влада. Политичка беда. Тоа е анархија. Политичка беда. Богати и сиромашни. Поздравете ги боите на својата земја. Помалку е повеќе. За некој, нели? Кога едниот го угнетува другиот, гордост и моќ украсени на крагните, магариња, мечки и слонови, сите наредени во парламентот. Реков, не прашувајте што може да стори вашата земја во зоолошката градина на една светска влада. И потоа повторно на рефрен, политичка беда, тоа е анархија. Не прашувајте што може да стори вашата земја во зоолошката градина на една светска влада. Тоа е анархија, политичка беда, да. И на крајот вели, па велам, во неволја сме, неволја, гледаме дека надоаѓа неволја. И веќе видовме две саботи, денес ќе видиме дека несомнено кога на човек ќе му се даде власт, поготово ако тоа е апсолутна власт, следи неволја, следат проблеми за остатокот од луѓето. Следи угнетување, следи беда, како што видовме од овој текст, и заклучивме и видовме дека не е до системот, не постои систем, не постои човечки систем кој што може да ги реши проблемите и да направи едно рамноправно општество, каде што, не знам, сите ќе бидат задоволни и така натаму. Проблемот е кај луѓето. Проблемот е кај самите нас. Видовме преку онаа студија која што била направена во Швајцарија, дека кога на човек му дадеш власт, тој всушност се претвара во едно мало диктаторче со текот на времето, узурпирајќи ги другите. Тоа е таа нижа природа, тоа е таа падната човечка природа, каде што сака да доминира и сака да биде над другите. Или една друга песна, мал дел од таа песна, од истата група,
која што песна носи наслов Kid Ego, или детето его. Егото кое што е најголемиот проблем кај луѓето. Вели, еј дете его, со главата над облаците, еј дете его, симни се долу, инч по инч газиш на ситните луѓе, сантиметар по сантиметар, газиш на ситните луѓе, како воопшто да не ти е гајле, еј дете, имаш се, стоиш гордо на врвот од светот, зарем не знаеш дека колку поголеми стануваат, толку потешко мораат сите да паднат. Тоа е она наша поговорка, нели, колку повисоко леташ, толку пониско ќе паднеш, како беше. И има голема вистина во сето тоа. И навистина тешки времења, токму поради сето ова, тешки времења и уште по-тешки надоаѓаат. Што читаме во второ послание до Тимотеј 3 глава? Сеќавате на оние стикови од 1 до 5, меѓутоа ќе читам првите 2 стика, и тоа во овој случај од динамичниот превод, некако ми е поинтересен. Значи, второ послание до Тимотеј 3, 1 и 2. Треба да знаеш дека во последните денови ќе настапат многу тешки времења. Зошто? Која е причината? Луѓето ќе станат себични, алчни за пари, самолюбиви и горделиви. Ево клучот на проблемот за тешките времења. Тешките времења во кои што живееме. И уште потешки доаѓаат. Неволи какви што никогаш не биле на земјата. Елен Вајт не за џабе вели во еден свој цитат, краток, но мокен, тие цитати посебно ми се допаѓаат. Ако само за 5 минути ги тргнете настрана гордоста и себичноста, поголемиот дел од проблемите ќе се реши. Дали во семејство, дали во црква, дали во светот, каде и да е, во каква било заедница и така натаму. Само за 5 минути. Следните 5 минути може би пак ќе настапат проблемите, затоа што ќе се врати пак гордост и себичноста, тој е човекот, но вели барем за 5 минути да ги тргнеме настрана, ќе се решат проблемите. Повеќето. Денес повеќето од луѓето во светот, ако ги прашате, ќе ви кажат дека светот тоне во проблеми се повеќе и повеќе, како да нема излез. И самата ситуација во нашава земја и глобално, значи, најавуваат енергетска криза и така натаму, ги прашуваат, гледам на телевизија некојаш вести, кога гледам анкети, луѓето се збунети, не знаат што ги очекува, што понатаму, што утре. И сега ќе разгледаме целата глава, всушност од Проповедник, 4 глава, книгата на Проповедник, 4 глава, каде што Соломон ни укажува на некои од проблемите под сонцето, како што вели тој, оно израз под сонцето, кога Соломон го користи изразот под сонцето, се мисли на гледиштето што го имаат луѓето кон светот, кон живењето под сонцето, без познавање на Библијата, без познавање на вистината. Соломон, барајќи го смислот на живење, во оваа книга, Проповедник, знаете дека е доста песимистична на некој начин, меѓутоа тоа се погледите на светот. Тоа се погледите на човек кој што не го познава Бога. Кога ќе погледне на проблемите, кога ќе погледне на општеството и така натаму, не може да не се обесхрабри. Барајќи го смислот на живење, укажува на универзални проблеми. Ќе видиме неколку кои што се опфатени во оваа глава од книгата на Проповедник. Првиот проблем кој што Соломон го уочува во првите 3 стиха, ќе ги прочитаме, но претходно да кажам, значи Соломон укажува на еден проблем кој се нарекува недостаток на правда. Да ја прашам дали има правда во овој свет? Не. Од кај сакате погледнете, од кај сакате завратите. Правда нема. Не може да има правда кога ти му дадеш на човек власт, а тој гледа да ги искористи другите, да ги угнете, да ги згази, заради тоа его, заради тоа чувство, а како што рековме, нели, во оној опит кој што бил правен на еуфорија, кој што настанува со скокање на допаминот во мозокот, знаете, и станувате на некој начин зависни. Зависни од власт, зависни од тоа чувство што го доживувате. Еве, повторно се сведува на тие чувства, таа борба со таа пониска природа.
Недостаток на правда. И видите што вели во првите 3 стиха, проповедник 4 глава од 1 до 3. Пак почнав да ги наблюдувам сите насилства што се прават под сонцето. И ете, солзи на угнетуваните. И никој нема да ги избрише. И насилствата на угнетувачката рака, а утешител нема за нив. Што гледа Соломон? Насилства. Од чија страна? Од угнетувачите кон угнетените. Кои се оние што угнетуваат? Оние кои што имаат власта, имаат моќта, имаат силата, ги угнетуваат останатите. До таа мера што угнетуваните, вели, плачат, повикуваат, бараат правда, но никако да се најде правда. Зошто? Затоа што угнетувачите угнетуваат. Тие не бараат правда, на нив им годи позицијата. Властодржците се тие кои што не им даваат утеха на луѓето, буквално. Луѓето плачат, бараат правда. А оние на власт гледаат по секоја цена да останат таму, оти им годи, веќе станале зависни, како што кажав, и онака пуштаат трошки на луѓето, како што рековме нели порано, и сакаат да бидат, значи трошки, буквално, и сакаат да бидат нарекувани, правејќи ги тие добри дела, за добротвори. Така читавме во Лука 22-25, еве да го повториме стихот, Лука 22-25. И Исус им рече на учениците, обраќајќи им се, им вели која е навиката и она што се случува меѓу паганите, меѓу незнабожците, вели царевите на другите народи владеат над своите народи и сакаат да бидат нарекувани народни добротвори. Но ако беа такви, тогаш немаше да има плач на угнетуваните. Немаше да има угнетувани воопшто. И видите што вели во 2 и 3 стих. Кој е заклучокот? Значи, Соломон гледа со очите на еден обичен човек од светот кој што не го познава Бога. Не ја познава Божјата правда, таа вселенска правда, да кажам така. Гледа со очите на човекот и вели вака во 2 и 3 стих. Затоа ги сметам срекни мртвите што веќе умреле. Посрекни се од живите што живеат уште. Заради неправдите, заради угнетувањето. А од едните и другите е посреќен оној кој уште не постои, кој што воопшто не се ни родил, кој не ги видел лошите дела што се прават под сонцето. И буквално е така, луѓето ако ги прашате, цело време се бават со тоа. Па неправедно ова, па зошто вака, па зошто така. Едноставно им се крева притисокот, често пати доживуваат срцеви, мозочни удари и така натаму. Затоа што нема правда. И заклучокот е на некој начин подобро човек да си умри, да не го гледа тоа. Или подобро да не се родил, да не го гледа. На мизерна, значи бедна ситуација. Но Исус е тој кој што дошол, како што нели се вели во Исаија 61 глава, која била неговата мисија, оние стихови кои што Исус ги чита подоцна нели во синагогата, прв пат кога земал да чита во синагогата. 61 глава Исаија кажува дека тој е оној кој што дојде да донесе радосна вест, среќа да донесе за бедните, да ги излечи скршените срца, да им проповеда слобода на заробениците и ослободување на оние во темница, да ги ослободи угнетуваните, ако сакате, во контекстот на оно што го зборуваме. И затоа во Матеј 6:33, клучен стих кој што неколку пати ќе го повторам овој ден е: барајте го првим Божјето царство. А се друго и неговата правда, значи и неговата правда, постои правда, правдата е ке Господа, Господ е праведен. Барајте го првим Божјето царство и неговата правда, а се друго ќе ви се додаде. Сите овие земски царства, на земските царства е така. Царот владее, царот има позиција, царот има мок и ги користи и угнетува другите. Но Господ не повикува да го бараме Божјето царство. Таму е надежта и неговата правда и се друго ќе ни се додаде.
Но мора да спомнеме овде и да ја спомнеме улогата на црквата, на Божјата црква. Господ Исус има своја црква на земјата, која што треба да има големо учество во намалувањето на тагата на угнетениот народ, на болките на народот. Макар, ако не друго, и да ги изслушате, да ги охрабрите, да им прочитате некој стих. Да им го представите духот на вистината, за кој што зборувавме, кој што со други зборови уште и наречен како? Како ќе ги утешите најдобро луѓето и угнетуваните, оние кои што преку утешителот. Утешителот, Светиот Дух е оној кој што најдобро може да ги утеши. Да им ја представите радосната вест, да им го представите Бога преку Светиот Дух и да не гледаат под сонцето, затоа што под сонцето, еве што се случува, туку да гледаат над сонцето. Онад сонце глеј, како беше песната. Таму, каде што е царот на царевите. И да го бараат најнапред Божјето царство. И неговата правда. Тоа е надежта која што ние, како црква и како луѓе, имаме за светот. Второ нешто кое што го гледа Соломон во оваа глава, во Проповедник, 4 глава, значи, ќе читаме од 4 стих па понатаму, но предходно да нагласам, значи, тоа е недостаток на нешто, односно, луѓето никогаш не се задоволни со она што го поседуваат. И во овие следни стихови гледаме алчност и ненаситност. И тој повторно пак поврзано со мок, со сила, со власт и злоупотреба на истата секако. Што вели во 4 стих, Проповедник 4.4? Внимајте. Натаму вели, искусив дека секој напор, секој труд и секој успех му прибавува на човекот завист од неговиот ближен. И тоа взаемна завист, вели другиот превод, ревидираниот. И тоа е суета и гонење на ветер. Значи, успехот нечи. Кај мене создава завист, и јас сакам да бидам уште поуспешен од него, значи да бидам прв, да бидам најголем. И затоа ќе работам, ќе се утепам од работа цел живот, да имам повеќе од него, да возам подобра кола, можеби од него и така натаму и така натаму. И тоа е суета, тоа е гонење на ветер. Буквално луѓето се утепуваат од работа заради алчност, заради завист. Тоа е на оваа земја, тоа е ништо ново под сонцето всушност, тоа е тоа. Дури и да е сето тоа стекнато, значи со свој труд. Алчноста и сребролюбието го уништуваат мирот во овој свет, ако сакате, и ги узурпираат луѓето. На глобално ниво земете. Зашто станува збор? За алчност, за сребролюбие. Видите што вели Авакум или Хабакук, што запишал во 2 глава. Од 5 стих читам. Овде сега станува збор за доаѓање до мок и до пари и алчноста која што следи со тоа на непоштен начин. Што вели овде во 5 стих? Богатството е подмолно, горделивиот нема да се одржи. Тој ја расширува устата своја како пеколот и ненаситен е како смртта, ги собира кај себе сите народи и ги ограбува сите племиња. Ние гледаме со години грабеж, ние гледаме алчност, ние гледаме грабање на ресурси, на богатство и така натаму насекаде по светот. Дали од овие, дали од оние, дали не е битно кој се. Тоа е човекот. Тоа е неговата природа. Се соочивме со тоа. Вели, нема ли сите тие да го земат за приказ и да испеат иронична песна, тешко му на оној што без мерка се збогатува и тоа не со свое. До кога ќе се полниш со запленето богатство, вели? Нема ли да станат наеднаш оние што ќе ти измачуваат и нема ли против тебе да се кренат грабители и ти ќе им станеш за грабеж? Бидејќи си ограбил многу народи и тебе ќе те ограбат сите други народи, зашто си пролеал човечка крв, зашто си ја разорил земјата, градот и сите што живеат во него. Колку многу крв се пролеало од алчност и заради алчност. Тешко му на оној 12 стих вели, кој зида град врз крв,
и што гради тврдини врз неправда. Дури во 5 стих кој што некој ќе каже, па како е сместен овој стих сега овде, меѓутоа мудриот Соломон, вдахновен од Духот Свети, секако дека со намера го сместил. 5 стих вели, безумникот или глупавиот ги скрстува рацете и се јаде себе си. Сега една друга спротивно, значи имате луѓе кои што се мрзливи, ќе седи и ништо нема да работи. Ама од алчност, значи човек дури и да нема ништо, од алчноста која што може да го обземе, ќе се јаде себе си, значи мора нешто да изеде он. Да лапне нешто, како што велиме. Алчниот постојано јаде, ждера до таа мера, да ако нема што и самиот ќе се изеде. Што вели во Михеј 3.3 стихот, за судиите во Израелевиот дом, за неправедните судии во Израелевиот дом, Михеј 3.3, вели, тие го јадат телото на мојот народ и ми ја дерат кожата, и му ја дерат кожата, му ги кршат коските, тие ги дробат како во грнец, како месо во полн котел. Алчноста подразбира јадење, уништување. 6 стих вели, подобро е полн грст во мир, отколку 2 грста, или една рака подобро е во мир, отколку 2 раце со мачен труд и мака во духот. Ова веќе знаеме зашто станува збор овде. Да се угледаме повторно на Христа, кога станува збор за алчност и ненаситност. Од каде дојде Исус? За да се симне на оваа земја да биде како еден од нас. Што напушти? Тронот на Вселената. Може ли да има поголем трон од тој? Знаете, затоа ѓаволот го посакувал Христовиот трон. Да имало нешто повисоко од тоа, и тоа би го посакувал. Би сакал да седне на тој трон. Што остави? Стана сиромашен, осиромаше за нас, вели. Се роди во едно бедно семејство. Семејството на Марија и на Јосиф. За да ни покаже пример, да се понизи, вели, да стане како еден од нас и да стане слуга. Се сеќавате, зборувавме, ако сака некој најголем меѓу вас да биде, значи не треба да биде како кај народите, кои што се борат за прво место, не, туку оној кој што сака да биде најголем меѓу вас треба да биде најголем слуга. Тоа постана Христос за нас, не остави неверојатен пример. И повторно стихот од Матеј 6.33, пак ќе го нагласам, но барајте го првин Божјето царство и неговата правда, и што? И се друго, Господ знае се што ви треба. И пари, и се било што, за да обстанете. Се друго ќе ви се додаде, но редот е битен. Барете го најнапред Божјето царство и неговата правда. Остатокот, не грижете се, Господ ќе ви го додаде. Друго нешто што Соломон го гледа во оваа глава е недостаток на дружење, односно изолираност и осаменост во овој свет. Се повеќе го има тоа луѓе. Се повеќе. Неверојатно. Знаете, се вели дека најосамен човек е оној човек кој што во среде луѓето е осамен. Тој е најосамен човек. Еве што читаме од 7 стих па до 12 во продолжетокот на главата. И уште една суета забележав под сонцето. Човек сосем сам, без син, без брат, и пак нема крај на неговиот труд, значи во контекст на она претходно, трудот, работата, рамбањето, да кажам така, за да се дојде до материјални средства. Вели, очите не можат да му се наситат со богатство, а не мисли за кого се трудам и си го скратувам доброто себе си. И тоа е, вели, суета и зло дело. И сега овој дел е побитниот, овој беше малку во контексти на претходното, но пак го офаќа и овој дел. Човек сам нема на кого да го остави тоа што го има, ама сепак, вика, не е наситен со богатство, повторно таа алчност. 9 стих. Подобро им е на двајца отколку на еден, зашто имаат подобра плата за својот труд. И навистина е така. Можат да споделат. Можат да споделат и добро и зло. Сам човек со кој ќе сподели. Ако падне едниот, 10 стих, другиот ќе го подкрене, а тешко му е на едниот,
Ако падне, нема кој да го крене. Зарем не е така? И ова не е во контекст, некој ќе каже во контекст на брак, не е само, ова е многу поширок. Воопшто на општеството денеска му недостасува дружење, па ако сакате и на нас како црква. Каде е црквата овде? Се гледаме по 2 сати во текот на седмицата. Па и ако спие двајца заедно е потопло, нели? Ако се спие двајца заедно потопло е. А како ќе се згрее самецот? 11 стих. Овде може да се земе во контекст на брак, но пошироко е сепак во контекст на стиховите. И 12 стих е, ако некој удри на едниот, двајцата ќе му се спротиват. И троstruко јаже не се кине скоро. Сам, ако сте сам, сте слаби. Сте ранливи. Меѓутоа двајца е подруго, троstruко јаже, тројца, колку што сме многу повеќе здружни, толку потешко се кине, толку потешко може да се освојат, значи да се совладаат. Тројица, четворица, 5 души, како сакате. И страшно е во каков индивидуализам денеска живее светот, индивидуалистички стил на живот, поготово на запад, па и тука е веќе, исто е. Семејство имате, ама секој си живее сам за себе, секој си гради некое свое собствено царство, така да кажем. Индивидуалистички живот. Земете Ева и Адам на почетокот. Господ ги создал како семејство и тоа е ликот Божји всушност, но по падот во грев што се случува? Еве ви го тој е индивидуализам уште на старт. Адам вели, оваа жена ти што ми ја даде. А она што вели? Секој на своја страна. Наместо заедништво, индивидуализам. Пак ќе кажам, значи, ние како црква, исто, црквата всушност потврла во овој правец. Вели таму не треба да ги напуштате да скупштините, заедницата, црквата. Зошто? За да се храбрите еден со друг. Тешки времења, идат уште потешки времења. Што ако се изолираме еден на една друга страна? Па тоа сме лестен плен на ѓаволот, кој што рика како лав. Како напаѓа лавот и кого напаѓа лавот. Чи распрачка ќе тргне жртвата сама од крдото и тогаш е лесен плен. Тешко му е на оно што е сам. Ние сме тука како црква да се храбриме, да се дружиме. И тоа што е можно повеќе. Океј, имаме телефони, се слушаме по телефон, колку се слушаме и тоа е прашање, меѓутоа сепак потребно е многу повеќе заедништво. Зарем црквата не е едно тело, како ја представува Павле во Коринќаните? Како едно тело, различни органи, ама сите споени. Секој со различна функција, ама сите во едно, сите прават едно тело. Значи не само во бракот мажот и жената прават едно тело, туку и целата заедница, црквата е представена како едно тело. И ако си го повредите прстот, чувствува целото тело, чувствуваат сите други. Тоа е правата црква, како живеела црквата. Црквата всушност се нарекува заедница. Како живеела првата апостолска црква? Па сите вика живееа заедно. Се им беше општо, се им беше заедничко, замислите. Црквата има тука исто многу битна улога во тоа да ги згрижи тие луѓе, макар и со утеха и на било кој начин, кој што се повеќе ги има како сами на оваа земја. Во последните стихови од оваа глава гледаме уште еден недостаток, она што Соломон го гледа под сонцето, на луѓето кои што ја немаат надежта, не можат да ја најдат, односно не ја гледаат надежта во Господа, е недостаток на лидерство. Разочараност, буквално, бидејќи нема соодветен лидер. И што читаме од 13 до 16 стих во Проповедник 4 глава. Вели, подобар е сиромашен младец, а мудар, отколку стар цар, а неразумен, кој веќе не знае за совет. Значи, овој излапел, отишел веќе, треба да се менјава. Од некој млад, надежен, мудар, нова генерација, нови погледи и така натаму.
Вели, зашто младецот може да излезе од темници и да стане цар, ова малку подсетува на Јосиф, да кажеме, а тој и како цар да е роден, пак е сиромашен. Вели 15 стих, забележав како сите кои живеат и одат под сонцето, се определија за младецот, го избраа младиот, мудриот, надежниот, за настапникот кој ќе го наследи. Ама што се случува 16 стих? Вели, тој стапува на чело на безбројните поданици, значи младиот, и поминуваат годините и идните поколенија не можеа да се радуваат заради него, и вели, тоа е суета и тежина на духот, или гони ветер. Ќе му помени на тој времето, луѓето веќе се незадоволни од него, ајде да избереме некој трет, некој помлад, некој помудар, некој ваков, некој таков. Не постои лидер, не постои водач на оваа земја под сонцето, како што е оној кој што е над сонцето. Нашиот водач, нашиот лидер, нашиот Господ и цар над царевите. Кој што може да ги реши сите проблеми. Па замислете си, само на кратко бил на земјата. Поточно оние 3,5 години додека му траела службата, колку луѓе исцелил, колку проблеми решил. На семејства, на луѓе, на поединци и така натаму. Значи, луѓето сакаат промени постојано, незадоволни се, не постои човек кој што може да ги реши проблемите кои што се повеќе надоаѓаат на оваа планета Земја. Не постои лидер. Не знам, оној на истокот или овој на западот или било кој, да не ги спомнувам по име. Не постои. Не знам енергетска, не знам ваква, не знам таква криза. Не постои човек. Се повеќе и повеќе кризите ќе се продлабочуваат. Ние сме на почетокот. Луѓето полагаат надеж во некој друг, некој нов, некоја нова опција и така натаму, и пак истото, и пак истото, и пак истото. И тие ќе изветват, ќе отидат, друг, трет, четврт. Така е овде под сонцето. Не може поинаку да биде за оние кои што полагаат, значи, надеж во земски лидери и водачи. Ќе го изберат, рейтингот му е 70-80%, после неколку месеци дори се случува кај некој да им падне под 50% и така натаму. Веќе е непожелен. И повторно изневерени надежи, ајде друг, трет. Но како што кажав, Господ е наш цар и водач, кој никогаш нема да не изневери, цар над царевите, господар над господарите. Затоа барајте го. Мате 6.33 уште еднаш. Решение на проблемите под сонцето. Барајте го првим царството Божјо, со се царот, се разбира, и неговата правда, и сето тоа ќе ви се додаде. Но еве, ние верувам дека сме следбеници на тој цар, и видите какви се луѓето, значи тоа е неверојатно. Дури и тој цар беше отфрлен, сеќаваме, нели? Еден ден велеа Осана на висините, следниот ден го распнаа. И викаа, распни го. Нашиот избор паднал на него, верувам, но тоа значи отфрлање од овој свет, кој што има поинакви надежи. Видовме, надежите негови се во поинакви лидери, во човечки лидери, лидери од крв и месо. Но тој е царот кој што иде денот кога сите непријатели ќе ги стави под своите нозе и ќе стави точка на сите неволи, на сите угнетувања, беда на оваа земја. Сеќавате на оние стихови Откровение, со тоа ќе завршиме во 17 глава Откровение, од 12 до 14. Сакали или не, признали или не, ние веќе живееме под чизмата, да кажам така, на новиот светски поредок. Може би тоа не го чувствуваме доволно силно се уште, но ќе го почувствуваме. Тоа е она што го вели Библијата и тоа ќе се случи. И вели 12 стих, Откровение 17 глава 12 до 14. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт од зверот за еден час, за наша среќа. За многу кратко. За еден час. Тие 10 цара
ќе ја прима царската власт со зверот за еден час. И вели, овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Идете, сила, власт, моќ, контрола, тоа е целата работа, тоа е и целта на новиот светски поредок, се разбира, веројатно и неверојатно, јас повеќе од сигурен дека и сите овие кризи се контролирани и се заради контрола и моќ и власт. И вели 14 стих, овие ќе војуваат против јагнето. Ќе дојде ден кога отворено ќе се спротистават и ќе војуваат против јагнето, но јагнето што? Јагнето ќе победи. Јагнето ќе ги победи, царот на царевите. Зошто тој е господар на господарите и цар на царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. Наша цел е да бидеме во бројот на повиканите, ние сме повикани и избрани, но да останеме и верни до крај, да останеме на вистинската страна, на страната на победникот, на страната на царот на царевите и нашиот поглед да биде насочен над сонцето. Да, живееме под сонцето, живееме на оваа земја и ние сме сведоци на сите овие недостатоци, на општеството, на живеењето на оваа планета, но нашата надеж е во Господа. Ние не можеме да бараме тука надеж, можеме само да се разочараме, како што се разочаруваат луѓето, како што и самиот Соломон. Во тој стил ја пишува целата книга, книгата на проповедник. Затоа, на крајот уште еднаш Матеј 6:33, најнапред барете го Божјето царство и неговата правда, а за друго не се секирајте, се друго ќе ви се додаде. Господ знае се што ни треба и ќе ни даде. Нека му е слава нему. Амин.